Забраната за временно ангажирање на нови работници во јавното предпријатие водостопанство и застарената техника е причината зашто ова лето стотици земјоделци од македонскиот исток остануваат со суви посеви и покрај тоа што акумулациите се полни со вода. Ова на јавноста го објасни денес во Штип премиерот Зоран Заев. Подобра организација мора да се постави внатре, во самите структури, не зборам дали е тоа генерален директор, директор на подрачна, работниците сите заедно, граѓаните очекуваат од нив на времена организација. Да не се случи, во летото сме изненадени од горештината. Што се однесува до горливото демографско прашање за се поинтензивното старење на источниот регион, премиерот со излезно решение. Но верувам, како ќе растат платите, како ќе раснат севкупните приходи кај граѓаните, ќе подобруваме севкупната инфраструктура за живот овде и околината за живење е важна, која што досега мотивирала само заминување. Треба да почне да мотивира останување овде на сите. Верувам дека се повеќе бројките на заминување на младите ќе се намалуваат, а пописот кој што треба да се прави во април 2020 година, верувам дека на крајот ќе ги даде и реалните бројки од кои што ќе изградиме уште посериозни политики. Во меѓувреме, добивајќи го грантот од ЕУ тежок 43 милиони евра, Заев објаснува за што се планирани европските пари. 27 милиони евра за Скопје-Влаце, значаен, тоа е автопатот кој што доправа сега почнуваме да го градиме. Некаде 3 милиони евра или 2,7 милиони евра се за железничките станици и дел од патниот правец према Табановце и самото Табановце со поставување на целата неопходна инфраструктура и, ако не се лажам, без малку 13 милиони евра за интерконекторот за гасот што го влечеме од Грција према Неготино, кој што ќе се поврзе на постојниот гасовод, така добиваме веќе конечно втори извор на газ, нема да бидеме зависни само од еден дел, а преку тој гасовод носиме и liquid natural gas, односно течниот газ, кој што доаѓа од Америка, доаѓа од целиот свет, ќе има своја пенетрација, сето тоа ќе значи поевтини цени на едното користење на газ. Во текот на денешната работна посета на Штип, Заев разговараше со граѓаните. За време на попладневната прошетка низ штипските улици, премиерот и купи кармин на Лукаревска, актуелниот директор на УЈП, а за себе парфем. Парфем за да тргне проектот да го спроведува. Дали е ова обична промоција на штотуку започнатиот владин проект за повраток на парите на граѓаните преку ДДВ или не, немаше премиерски коментар, но факт е дека пилот проектот, како што го именува премиерот, за релативно кратко време, од неполни 5 дена откако профункционира, граѓаните прокнижиле над 120.000 евра, што дава надеж за негова успешност.